Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Чинијата со супа беше на масата, но никој не јадеше ништо. 2 места се празни. Ќе останат ли празни за секогаш? Ова нема смисла. Со ескимите работиме речиси 30 години, кажувајќи им за Исус, но не сакаат да веруваат. Срцата им се студени како мразот. А сега ова. 2 мисионери и 3 ескими возеа на мразот, а не знаат дека доаѓаат силни бранови. Ќе умрат, а врачот ќе ни се смее. Нема да се предадеме, ќе се молиме. Ако Исус сака, може да ги спаси. Тој ја има целата моќ на небото и на земјата. Додека се молеа, океанот се подигаше. Силните бранови ја скршија ледената покривка на океанот. 6 ескими на санките врескаа за своите животи. Мразот се крши. Ќе умреме. Пуштете, нека не водат кучињата! Одете. Најдете безбеден брег. Кучињата потрчаа. Од мразот почнаа како од пушка да прскаат млазови вода. Огромни парчиња мраз го блокираа патот. Преморени, речиси во бесвест, пристигнаа до карпите. Санката висеше меѓу небото и водата. Кучињата не можеа повеќе да трчаат. Мојсеј се сврти. Срцето речиси му застана. Огромно парче мраз доаѓаше кон нив и изгледаше дека ќе ги згмечи врз карпата. Мојсеј повика кон Исус. Господе Исусе, помогни ни. Со силен шум, парчето мраз, како ливца возила се најде под санката, ги дигна нагоре и ги изфрли на брегот. Спасени! Ние сме спасени! Тогаш дојде уште еден висок бран и ги изфрли сите на брегот. Целосно мокри, се искачија повисоко и се најдоа на безбедно место. Тие мораа да издржат 9 дена изложени на голема опасност. Потоа, конечно, кога мразот повторно беше цврст, можеа да се вратат дома. Бог ги заштити. Коли ги виде оддалеку. Купа, тие доаѓаат. Доаѓаат. Кои? Мисионерите. Исус победи во двобојот. Невозможно. По 9 дена никој не се враќа од опасните силни бранови. Врачот ги пушти да возат на море без да ги предупреди. Преморени, но безбедни, мажите се вратија дома. Тоа е чудо од Бог. Купа го препозна тоа и поверува во Исус. Од радост, некој истрчал кон црквата и задзвонил на звоната. Од тогаш, многу ескими поверувале во Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!